Американската администрација останува посветена на решавање на прашањето со Бугарија, од што зависи деблокадата на евроинтеграциите на Северна Македонија. Потврдата на заложбите на Вашингтон дојде од амбасадорката Кейт Брнс, која денеска на новинарски прашања ја дообјаснуваше изјавата на новиот заменик помошник државен секретар дека постојат и други начини да се надмине проблемот без да се блокира европската интеграција на земјата. Би рекла дека заменикот помошник државен секретар Габриел Ескобар ја повтори американската политика за долгорочна вредност. Ние ја гледаме македонската иднина во Европската Унија и ја потврдуваме важноста на разрешување на прашањето и се надеваме дека процесот ќе продолжи до крајот на годината. Продолжуваме со разговор со сите партнери. Имаме разговори со владата овде во Скопје, разговори со соседните земји низ цела Европа, за да направиме се што можеме за да го поддржиме процесот да се придвижува напред. САД ќе се вклучат во ова прашање и во разговорите зашто сите ја делиме истата визија. Северна Македонија да го заземе заслуженото место во Унијата и се надеваме дека тоа ќе биде набрзо. Вице-премиерот Димитров, кој е најповикан во делот на евроинтеграциите, порача дека клучно за надминување на отворените прашања и подобрување на добрососедството е взаемната почит. Димитров се реферираше на договорот што Скопје и Софија го потпишаа во 2017-та. Тоа што договорот го вели е политиката и владите се бават со денес и утре, историчарите се бават со минатото. Големиот проблем за напредок и во разговорите околу историјата, и во разговорите за другите теми каде имаме разлики, е атмосферата на уцена. И македонскиот народ, и бугарскиот народ, и многу други балкански народи имаат една изрека која што вели со сила нема убавина. За вистинска блискост и за вистински напредок не може да стане збор ако обстане оваа атмосфера на уцена. Денеска стигна заедничка реакција од еврејската верска заедница и фондот на Холокаустот на евреите по најавите на премиерот за можно бришење на бугарски од формулацијата бугарски фашистички окупатор. За да не дојде до погрешно учење на историјата, потребно е до објаснување кој ќе ги задоволи сите засегнати страни кои се погодени со историските случувања. Тоа значи, наместо бришење на бугарски, да се додадат термините тогашен и власт, и секоја формулација на настаните од Втората светска војна поврзани со бугарскиот окупатор би се именувала како тогашните бугарски фашистички окупаторски власти, се наведува во реакцијата на еврејската верска заедница и фондот на Холокаустот на евреите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.